Добар ден, ви го најавам ова четврточно издание на Шанка, каде што имам подготвено доста интересни новести кои што ќе исподелиме со вас. Веднаш после најавата и рекламите се враќаме овде на овој Шанк во ова студио. Во денешното издание на Шанк ќе гледат Тајна на успех. А кондиција како држуваш? Гледам дека малку килажа. Па, со оглед на тоа дека претходно тренирав премногу и се опуштив во студио на многу одамна, тренирав карате и бев Значи да не се закачам со тебе. Ако ја одржувате ваквата фризура, вие сакате да контролирате се и мразите неочекувани ситуации и изненадувања. Спонтаноста не е ваша карактеристика. Кога се во прашање љубовта и сексот, вие точно знаете што сакате и најсрекни сте кога го имате главниот збор. Денес вкусивме еден традиционален украински специјалитет, легендарниот киевски котлет, кој е доста популарен широм светот. Истински систематски преглед. Коко Перла, визуелен допир со модата, уживање и предизвик за секоја модерна и современа жена. Ексклузивна женска гардероба. Коко Перла, трговски центар Глобал, први кат. Во Лаптек Електроник, професионално сервисирање на лаптопи, решавање на сите проблеми околу вашиот лаптоп, сервисирање на матични плочи, графички картици, LCD панели, механичко оштетување, вадење на податоци од оштетени хард дискови и слично. Локација Маршал Тито, Стара Чаршија, до Топчето. Контакт телефон 076 555 105. Полесно е кога друг се грижи за вашите проблеми, максимално професионална услуга за најевтини цени. Лаптек Електроник. Ја па типче се. Еле, тикс. Сите ние се мислиме каде ќе ја поминеме неговата ноќ во ова година, а исто така посебно женскиот пол се мислат какви фризури ќе имаат ова ноќ. Погледнете, ние ќе ви дадеме некои предлози. Косата не служи само за да го подобрува вашиот изглед и да направи да се чувствувате секси и неодоливо, туку може да го открие и вашиот карактер. Затоа, следниот пат кој ќе се подготвувате за некакво излегување, внимавајте каква фризура ќе направите, бидејќи тоа многу ќе зборува за вас. Собрана во конјско опавче. Иако повеќето луѓе се уверени дека косата која е едноставно врзана во опавче ги представува едноставните, нежните и невините жени, стручњаците тврдат дека вистината е сосема спротивна. Собирањето на косата во конјско опавче ја трга косата од лицето и открива силна, самоуверена, сексипилна и особено страстна жена, посебно кога е интимноста во прашање. Секое влакно на свое место. Жените кои имаат секој совршено средена коса, дури и во слободното време, обично се оние кои се обседнати со контролата. Совршениот ред во косата го отсликува секој сегмент од вашиот живот. Ако ја одржувате ваквата фризура, вие сакате да контролирате се и мразите неочекувани ситуации и изненадувања.
Спонтаноста не е ваша карактеристика. Кога се во прашање љубовта и сексот, вие точно знаете што сакате и најсрекни сте кога го имате главниот збор. Природно распуштена коса. Ваква фризура носат вистинските авантуристи. Тие се слободоумни, непредвидливи, спонтани. Се чувствуваат одлично во своето тело, безгрижни се во животот, љубовта и сексот. Многу се страсни и секогаш подготвени да се препуштат на емоциите. Лабава пунџа. Девојките кои носат ваква фризура се свесни за својата сексуалност, она што го сакат мажите. На овој начин се открива вратот како еден од најсензуалните делови на женското тело, а намереноста при правењето на ваква пунџа открива доза на дивост и игривост. Овие жени го сакаат флертот и не се плашат тоа да го покажат или да го иницираат. Боб фризура. Поради одредената грижа која е потребна за да се одржува ваква фризура, лесно може да се заклучи дека се работи за жена која сака ред, организација и дисциплина и која во креветот е помалку досадна. Но вистината е поинаква. Ова фризура ја открива вистинската врата кога се љубовта и сексот во прашање. Вие можеби делувате студено, но оној кој нема да ја одбие вашата студена маска, пријатно ќе се изненади кога ќе започнат женските игри. Кратка коса. Ваква фризура носат бестрашни и храбри жени кои знаат што сакаат и од животот и од врските. Тие се подготвени апсолутно на се. Не сакаат да го следат мнозинството и оригинални се во секој сегмент од животот. Тешко е да предвидите што можете да очекувате од нив. Само очекувајте го неочекуваното. Имаме еден предлог за вашето дневно меню. Вкусете го. Киевски котлет ала капо. Денес вкусивме еден традиционален украински специјалитет, легендарниот киевски котлет, кој е доста популарен широм светот. Нашиот кувар Александар Христоманов од пица ресторантот Капо ди Тути Капи ни откри како се приготвува. Пилешкиот стек се отвара, се расекува на средината, а потоа се чука со толчик рамномерно. Ако не е мариниран, се посолува со сол и зачини. После 20 минути се полни во средината со кашкавал и путар. Се пресекува и се стегнува убаво за да не излезе кашкавалот во текот на пржењето. Стекот се става во загреена тава со масло и се пржи околу 10 минути. Како гарнир може да се додаде помфрит или ориз, може и гарнир од зеленчук. Ние сме кулинарски ТВ магазин. Само сакаме топло да ви препорачаме еден убав специјалитет од пилешко месо. Добар апетит! Недавно направивме еден муабет со дечко кој што потекнува од Македонија, тој е со Штип и е диџеј, а верували или не, стигна до Ибица. Човек кој што не представува на светската клубска сцена. Тоа е Ненад Омен. Ненад доаѓа од Штип и неодамна беше гостин во еден од клубовите во градот. Ние го сретнавме и разговаравме со него како тоа еден македонски диџеј стигна дури до Ибица. Клуб Маф и со мене е Ненад Омен, кој летово беше резидент, така? Да. Резидент во клуб во Ибица. Ретко за македонец кој станал резидент во Ибица. Постојат ли некои други македонци кои што се биле во Ибица? Ти благодарам за добрата најава. Имам неколку исправки. Да, има Прајме слободно, јас сум новак, значи баш не сум, не ја познавам клубската сцена. Да, има и Далибор Дадов од Скопје, диџеј кој што е таму резидент веќе 4 години.
заедно отворивме издавачка куќа и на тој начин испадна целата таа процедура или резиденција. Тоест не беше само една, туку неколку. И не е тоа клуб, туку е плажа, бар на плажа на која што имаше забава, како што е Ушуаја, голема и прочуена, така е ова мало местенце кај што се собираат фини луѓе и многу често се одржуваат афтер партија на пример журките после Ушуаја или после Space, после Амнезија. Таму имав дневни сетови од скоро секој ден од 12 до 6, а после на друго место заминував од плажата и одев на друго место, продолжував до утринските часови. Ајде да резимирам. Од самиот почеток. Од кога почна да се занимаваш со тоа што се занимаваш денес? И како ти дојде желба баш еве со диџејство, нешто што во македонски услови не е нешто перспективно, нешто каде што можеш да се реализира самиот себе си како еден возрастна индивидуа. Од каде почна треба да кажуваме многу. Ќе звучам многу глупо, али сето тоа почна од некој си 7-8 години. Кога почнаа училишните забави, почнав да пуштам на училишните забави, после на касети. И беше многу мачно. Па потоа излегоа компакт дисковите, па на компакт дискови, па винили, па сето тоа да еволуира со тек на годините и сега дигитално да тера. Што ме натера? Причината или љубопитноста, радозналоста, што сите тие копчиња прават, светат, звучат, како тоа би изгледало. Љубопитноста секој копче да го допрам, мислам дека тоа беше главната причина. Не е причината да станам ради манекенки, нели? Да, станав диџеј ради манекенки. Добро си можел да станеш и еве мајстор за тебе приемници, кога си сакал да ги чепкаш сите копчиња, но ти си станал диџеј. Па што знам, тоа ми дојде најблиску, таму најдобро можеше да се покажеш себе. Да. Кажи ми колкава е борбата и како ти се избори еден локален диџеј од Штип, сега не те навредам, но сепак те знае Македонија, да стигнеш до Ибица. Колку беше тежок тој пат? Па веќе напоменав. И колку треба да се издржи, извини што те прекинам, колку требаше да се издржи за да стигнеш до таму? Па да се издржи. Вака сега имав веќе претходно контакт од тој мој пријател и другар Далибор Дадов што го напоменав. Заедно отворивме издавачката куќа со уште неколку момци. Тој му авет и понуда за резиденција таму на таа плажа имам веќе 2 години. Но оваа година се ослободив од други обврски и решив да отидам таму. Имам исто понуда за до година, но уште е рано да се размисли. Ибица е полна со диџеи и многу е тешко да задржиш резиденција како прво, а како второ е претешко да бидеш добро платен за истата, затоа што доаѓаат дечки од сите страни на светот и да ги покажат, да ги добијат своите 5 минути таму. Тие јас ги искористи баш како што треба твоите 5 минути. Или како што велат нашите македонците, врапчето кога ти застанало, пилето кога ти застанало на рамото, не си го истерал. Па таа се уште не ја знам. Но знам за 5 минути. Таа е локална Струмичка. Може. Кажи ми твое мислење за Струмица и знам дека ова не ти е прв пат во Струмица. Кажи ми колку народот го прифаќа твојот стил на пуштање музика, како се изравна, не сгрешам. Па сега ќе видиме како Струмица се менувала во текот на годините, затоа што во Струмица имав настап пред не 10, али сигурно 8 години и пред додам на Ибица во друг клуб, али сега тука прв пат настапувам во овој клуб. Прв пат ќе ја видам оваа публика, овој народ, овој денсфлор, подиум и сето тоа е различно. Се уште не можам да говорам, се додека не завршим. Знам дека те следам колку можам. Знам дека многу внимаваш на маркетингот и за твоето име си го градиш или стои екипа за тебе што те гради како еден бренд во тоа што го работиш. Колку треба да се вложува во тоа да се изгради еден диџеј како еден собствен бренд? Па маркетингот е и како самиот сетап, самата опрема, самиот избор на музика. Мора премногу да се внимава. Ние сме екипа од неколку души заедно со
мојата жена, со мојот менаџер, мојот агент и пред било што да се реагира маркетиншки, сето тоа мора добро да се размисли од сите аспекти. Така да тоа ќе се означувам во мене како тајна. Добро. Ипак тоа е тајна, исто како музиката или техниката, сите тие работи. Кажеме дека тајна на успехот. Да, тајна на успех. А кондиција како држуваш? Гледам дека малку килажа. Па, со оглед на тоа дека претходно тренирав премногу и се опуштив во студио на многу одамна, тренирав карате и бев Значи баш да не се закачам со тебе. Ќе можеш да ме решиш во 2 потега. Кунг фу панда. Океј. Тогаш тренирав и прекина целиот тој процес на тренинг. Веднаш се пресели во студио, почна диџејството и така со години си одржува мојата кондиција и пазам да сум во добра форма. Се гледам по тебе, човече. Треба кондиција за ова што го работиш, нели? Патови, патишта, само треба и психичка кондиција за да го издржиш тој товар, да се соочи со секоја публика, различна публика во различни градови. Треба, али целиот тој вајб од самиот подиум, од публиката, фидбекот ме храни, ме полни или ме регенерира. Океј, ја да не те задржувам повеќе затоа што те чекаат луѓето овде во клубот Мап. Ти благодарам уште еднаш и се гледаме во наредна прилика. И тоа се надевам многу скоро. Ви благодарам и на вас и се гледаме, и јас се надевам во скоро време. Јас сум Нена Томен, се гледаме на некој шанк во Звездениот град. Фала. Со Нена Томен и неговите патешествија низ светот завршуваме ова четврточно издание на Шанк. Доколку ви бевме интересни и го задржавме вашето скапоцено внимание, се гледаме и утре. Поздрав!